Реалниот сектор е реалност дека формалниот систем за образование не го обезбедува и не може на краток рок излезе на барањата на реалниот сектор за основните случаи. Исто така, како еден од клучните индикатори за недостигот на политична работна сила е токму тоа што формалниот образовен сектор не ги обезбедува знаењето и вештини потребни на компании. Сведоци на оваа констатација сме и показателите, говорат показателите од Државниот завод за статистика, што во претходниот период интензивно како еден решаващ фактор за раст и развој на економијата, токму го искажуваат недостигот на работната сила, но пред се во индустријата и во услужните дејности. Токму затоа Стопанската комора на Македонија во минатото, но меѓутоа и најинтензивно, ќе работи на воспоставување на дуално формално образование, но и на неформалниот систем на образование, кој што може на краток рок да се добијат соодветни stručни квалификации за потребниот кадар знаење и вештини за потребниот кадар на стопанството. Сотно тоа, поттикнувањето на неформалното образование е она што Стопанската комора на Македонија како стратешки партнер во проектот образование за правосудување ја истакнува во својата активност, која е насочена кон креирање на препознатливи алати кои представуваат поддршка на реалниот сектор во нивната заложба за обезбедување на соодветните случаи кадар за потребните знаења и вештини. Таквата алатка е токму фондот за младости, кој помората преку проектот образование за правосудување ја инициираше преку свој швајцарски партнер, Швајцарската агенција за развој и соработка со проектот образование за правосудување. Што всушност представува фондот за младости? Става збор за алатка која финансиска поддршка им возложи на компаниите како работодавачи да извршат обуки во нивните простори на лица, за кои ќе треба да гарантира дека 50% од истите, односно 50% од учесниците во обуката ќе ги вработат најдосно во 3 месеци по завршување на обуката. Со овој фонд на младости, а и со овој проект, опфатени се седми клучни сектори во државата, гостителството, здравството и социјална заштита, личните услуги, земјоделието, секако индустријата, прехранбената индустрија, машинството и IT сектор. На овој начин, како комора активно делуваме и на страната на побарувачката и на страната на понудата на работната сила, креирајќи добри ситуации. Причината што сме денеска тука е да го официализираме склучувањето на првите договори за дозволување на финансиски средства преку фондот на младости со 3 компании од државата, кои компании ќе треба да работат преку воспоставување на обука да ги подигнат знаењето и вештините на лицата кои ќе бидат обучувани, а со тоа ќе треба и да гарантира дека најмалку 50% од обучените луѓе ќе бидат работени со обучените компании. На оваа фаза секако и претходеше отворен ковид, каде што компаниите во Македонија, на увеличувајќи се дали се домашни или странски, аплицира, постоеше тим од страна на проектот, кој што изврши евалуација и дојдовме до ситуацијата да се подпишат првите 3 договори во Македонија, каде што компаниите кои што денеска да се присутни, ќе почнат со овој фонд на младости. Но меѓутоа, проектот на двете договори, Стопанската комора и овој фонд на младости, ова се само почетоци. Значи, ќе следат уште 2 дополнителни повика во текот на годината, во месец јуни и до месец декември. И затоа сакаме да ги повиканиме сите компании, не ограничувајќи се дали се повторно да се сострански домашен капитал, да ја препознат, да ја користат и да ја искористат оваа финансиска поддршка во насока на обезбедување на соодветни вештини и знаења на своите потенцијални вработени и на тој начин да допринесат за раст и развој на понатака би му дала збор на Стефано Маја да представи начинот на кој што Швајцарија
проектот образование за вработување, но меѓутоа и што е она што е видено допълнително по повод на Good morning, everyone. Employment and economic development are one of the three main focus areas of the Swiss cooperation program with North Macedonia. Our work in this area has led us to meet with many domestic and foreign entrepreneurs working in the country. And in our conversation with them, one issue keeps coming again and again. This is the issue of the mismatch between the skills of the students and the skills demanded by the employers here in North Macedonia. Добро утро на сите. Вработувањето и економскиот развој се една од трите главни области на програмата за соработка на Швајцарија со Северна Македонија. Нашата работа во оваа област ни обузвани да се сретнеме со многу домашни и странски компании во земјата. Во нашиот разговор со нив едно прашање постојано се привлекуваше како проблем, а тоа е несогласноста меѓу вештините што учениците ги стекнуваат и оние вештини кои се потребни на работодавците. I think this issue highlights the importance of a stronger focus on private sector engagement and work within the education system and work-based learning. And this is precisely an area, an issue that Switzerland has extensive experience with a very well-established vocational education and training system. И токму овој проблем ја нагласува важноста за поголемиот фокус кој приватниот сектор треба да го има во образовниот систем и во учењето засновано на работа. И токму ова е област во која што Швајцарија има голямо искуство со добро воспоставен систем за стручно образование и систем за обука. So this is the reason why we have launched last year the Education for Employment project, for which we are glad to be able to count on the Economic Chamber of Macedonia as a partner. So the goal of the project is to support North Macedonia to improve its vocational skills development system. And to achieve this, we work with public schools, private training providers, institutions, and companies. Токму затоа ние минатата година го започнавме проектот образование за вработување заедно со Стопанската комора на Македонија како наш партнер, со цел да ја поттикнеме и поддржиме Северна Македонија да го подобри својот систем за развој на стручни вештини, а со цел да го постигнеме ова ние работиме со јавни училишта, со институции, приватни институции кои посветуваат обука, други институции и компании. So the opportunity fund, which you described earlier, Ms. Kajkowska, and you described also the quite simple process to apply for it, is one of the tools that the program is using for fostering cooperation with and between companies and training providers. And although it started only last year, it already led to tangible initiatives, tangible partnerships, such as the one we are presenting today. Фондот за можности кој што господја Трајковска го спомена претходно е една од алатките кои што ги користиме за да ја подобриме соработката со и меѓу компаниите и приватните институции кои што нудат обука. И иако веќе почнавме минатата година, веќе имаме конкретни резултати, видливи иницијативи и партнерства како ова партнерство што го представуваме денес. I strongly believe that these partnerships are fantastic news. They are fantastic news when it comes to employment in North Macedonia. And I'm very grateful for the three companies who showed the leadership, the vision to engage on such an important issue that is of mutual interest to themselves, to the economy, and to our project. And these partnerships are the first visible sign, tangible signs of result potential of our project, and Switzerland looks forward to continuing its support to the vocational skill development system in North Macedonia in the 10 years to come. Јас верувам дека овие партнерства се одлични вести. Одлични вести за Северна Македонија, како и за компаниите, и сум благодарен на овие три компании кои што веќе се вклучени во проектот
и за нивниот ангажман, кој што мислам дека ќе биде од корист и за нив и за економијата како и за овој проект. И веќе имаме видливи резултати, а Швајцарија ќе продолжи да го поддржува системот за развој на стручни вештини во Северна Македонија и во наредните 10 години. Аз ви благодарам на поканата. Рункит е кампања која се занимава за предизвика на медицински помагала, крвни линии за хемодиализа, инфузиски ситови и катетери. И единствена од ваков тип по нашата држава и пошироко во регионот. Очигледно, потребата за обучен кадар, посебно во ваквиот тип на индустрија, која што не постои во моментот во држава, е неопходен. Тоа до сега го правевме само иницијативно. Значи, континуирано го обучувавме персоналот во текот на годините на изминатите години, меѓутоа сами. Овој пат, преку проектот, преку фондот за можности, се приклучивме заедно со средното хемиско училиште да работиме на проект во кој што теоретскиот дел од наставата, во одделот од фармацевскиот оддел во училиштето, професорите ни се приклучуваат, ги обучуваат нашите луѓе во однос на теоретската подкованост, на чисти простори, стерилизација, работа во контролирани услови, а додека практичниот дел од наставата останува под менторство наше и се изведува на работното место. Проектот сега започнуваме за прв пат со вакво јавно-приватно партнерство и се надеваме дека тоа ќе биде моделот кој што ќе следи понатаму во иднина, за да можеме да развиеме, доквалификуваме, преквалификуваме и обучиме кадри кои што се неопходни за нашата индустрија. Ова е некој модел кој што се надевам дека ќе дојде со успех понатаму, пред се и заради компаниите и работата на компаниите понатаму да биде олесната, меѓутоа и за општеството во целина да добие еден поинаков тип на кадри кои што досега сме ги немале. Толку од мене, слушаме на кратко. Как е македонска фирма која има околу 300 најмалце 300 работени, од кои 300 работени 90% се во хоспиталите, во гостителството работени. Застапени сме во Битола со 2 хотели, во Маврово со 3 хотели и со скијачкиот центар и очигледно дека најголемиот денешен проблем е наоѓање на стручен персонал, затоа овој проект е направен така да нестручните луѓе ги направиме стручни, да ги обучуваме со тоа што тренерите се собствен ресурс, тоа значи дека имаме менаџери, шефови на оддели кои што веќе биле на некои обуки наназад во последните 3-4 години. Знаеме дека образовниот систем, поготово во гостителството, не соодействува со развој на приватниот сектор, на гостителството. Се трудиме да направиме поголеми соработки со нив. Тешко оди, претпоставувам дека треба голема реформа на образовниот систем, поготово во делот на угостителството. Од таа страна, фондот за можности е добро што не препозна како партнери, бидејќи веќе имаме долгогодишна соработка со Швајцарската агенција за развој, порано со име програмата. Веќе трета година оваа година ни доаѓаат студенти од Академијата за угостителство од Луцен. Значи може да замислите, швајцарски студенти доаѓаат на пракса кај нас, а нашите студенти не. Предпоставувам дека тоа полека ќе мора да го пребродиме. Овој период сите на нас е познат дека нашите млади луѓе кои што откаде што црпевме работувања, келнери, кувари, собарици заминуваат од Хрватска, Германија, Малта. Нашата борба е таа да успееме и од непрофесионалните кувари, келнери и устителски персонал
персонал, да ги осposobиме да одговорат на нашите барања и на нашиот разум. Се надевам дека овој проект ќе биде само почеток и потик за другите гостителски компании, да почнеме малце поразлично да гледаме на проблемот со вработувањето и со стручноста, поточно да се бориме, да ги осposobиме луѓето кои веќе ги имаме да одговорат на трендот новиот на гостителство, без разлика дали е тоа ресторан, хотел, кафиш. Раде Мисловска, компанија германска, подготовка на автомобилската индустрија, значи имаме 3 различни сектори. Овдека присутните 3 сектори се познати на Софија. Постал опит веќе е вклучен во почнување или откажот од процесот на, да речеме, дуално образование, кој што учење преку работа, со овој проект влегува и во една прилатна форма, се во насока на обезбедување на потребниот кадар во одделната компанија. Лани има 300 вработени, предвидувањата и најавите се дека во оваа година бројот на вработени треба да достигне до 500. Така да видиме дали ќе успее да го проект. Така ви благодарам петите на поканата. Накратко ќе кажам дека Кустова германска странска компанија постоиме во Македонија како странска инвестиција веќе од 2016 официјално производство. Работиме напредна мехатроника и електроника за сите познати автомобилски брендови. Она што е карактеристично за нас е дека и како останатите компании кои што доаѓаат, дека се растиме, имаме потреба од кадар кој што е стручен кадар. Во моментот сме 370 работени, до крајот на годината да очекуваме тој број многу повеќе се големи. Свесни сме за потребата на стручен кадар, како што спомнавте, дел сме на дуалното образование и сега сме члени со на подпишавме договор за со швајцарската амбасада или за развојот на новата програма, каде што ја видовме можноста дека целата оваа програма нас ќе ги донесе многу побрзи стручни кадри, каде што ќе може побрзо да ги земиме и да ги ставиме во соодветен производен процес. Целото производство значи не е сложена мехатроника, каде што имаме потреба од стручен кадар. За жал, тој кадар се повеќе ни е потребен, а и година имаме потребно се уште да се проширува. Така да, многу ни е задоволство што ете имаме можност да се развиваме на ваков начин и што ете швајцарската амбасада го види тоа како можност да ни помогне нас како компанија да понатаму и исполниме нашите капацитети со соодветен кадар. Така да, она исто што е важно дека веруваме дека со оваа програма, дека луѓето кои што ќе почнат на самиот тренинг, дека после завршениот тренинг со соодветно обучени луѓе кои што работат во нашата компанија, ќе можат директно да влезат во наши вработени и директно во производствениот систем.